како играме погрешни игри и зошто играме погрешни игри. Денес ќе зборувам на кратко за тоа и она што е најважно за мене фактички е да направам луѓето да ги сменат игрите, и тоа е мојата цел. Секој човек ќе има игри во својот живот. Затоа што ќе речеме игри, не се мисли само на нешто што е деструктивно и негативно. Знаете, затоа што тој термин и овој игри ми прави. Тоа има негативен контекст, негативна конотација, кога ќе речеш да играш игри со некого, но во суштина животот е игра. Замислете во животот како да играте некоја игра. И во животот, како порано, сте виделе ли кога сме играле, например, кои да биле игри кои што сте ги играле? Може би сте играле ластик, може би сте играле, не знам, камај, може би сте играле криенка, може би сте играле сервис, може би сте играле фудбал, може би сте играле тенис. Кои игри сме ги играле како мали? Видете, игрите ни биле многу забавни. Мене ми текнува, не може моите да ме соберат од уличка. Ја живеев во Бутел, многу убава населба. Имаше улички, имаше ширинка во уличките. И сите улички беа типски, фактички исти беа. Не, имавме бараки и имаше улички. И во тие улички, скоро секоја уличка може би имаше кош или имаше ширинката беше за тоа и направена, за да може да се играат даден тип на игри, имаше мало како паркче, мини паркче и тука се игра игри. Сега, кога сме играли игри, дали сте виделе колку убаво поминува времето? Кога имате убава игра, времето поминува многу брзо. Ама кога имате неубава игра, во која што не идете да играте и која што не е убава да играте, времето поминува многу споро. Ајде да ви кажам една убава мисла. Кога целта има тежина, кога ќе кажам целта има тежина, мислам на тоа да имате убава цел. Ако целта има значај, ако имате некоја цел која што ве влече кон таа цел, тогаш има тежина целта. За вас има тежина. Ајде да речеме значај, ама тежина. Видете, кога имате цел со тежина, времето е лесно. Кога имате цел која што е значајна, времето ви е лесно, затоа што лесно поминува времето кога си во некоја убава цел. И кога целта е лесна, со други зборови, кога целта нема тежина или нема значај, времето е тешко. Кога нема човекот цел значајна, кога има безврска цел, времето е тешко. Ајде да ви кажам наједноставен пример за времето кога брзо минува, со други зборови, и времето кога бавно минува, со други зборови. Ајде да кажеме, патувате некаде. И сега имате 4-5 сати на аеродром. 6 сати на аеродром. И сега ти си викаш, окей, наместо да седам на аеродром, кидам да го видам градот. Некаде сте, во некој убав интересен град. Сега, ти да го видиш градот, кој што е убав и интересен, за тие 6 сати, 5, 6, 7 сати, колку и да се, тие 5, 6, 7 сати ти се малку. Зошто ти се малку? Затоа што имаш убава цел. Сакаш да го видиш градот, сакаш да ги видиш нештата, сакаш да ги видиш оние убави нешта кои што се во градот, поради тоа што си сонувал да видиш во тој град, ама се си на пропатување затоа што идеш во некоја друга дестинација, ама си на аеродром и свикаш боле 6 сати да се шетам низ градот, околу 6 сати да седам на аеродром, излагаш, го гледаш градот и поминува вака време. Затоа што имаш цел и времето е кратко. Ама што доколку решиш да седиш на аеродром 6-7 сати? Луѓе, најтешко поминува време на аеродром поради тоа што нема што да правиш и досадно ти станува. И што се случува? Добива времето ствари тежина. Гледате сега, времето има тежина и со самата таа тежина која што ја имаш, поради тоа што немаш ни една цел, затоа што леснината кај човекот ја прави тешката цел. Ајде тешката цел, да не ја речеме тешката цел, ама затоа што тешко со лесно го поврзувам, за да има некој тип на естетична мисла. Ако има значај целта, ако има целта тежина, ако има нешто кое што ви е многу важно, нели? Тогаш лесно е времето. Ама ако имаш нешто каде што немаш нешто што ти е важно, немаш нешто што ти е значајно, и немаш нешто кое што те мотивира, тогаш тешко е времето.
тогаш доаѓаш од досада. А кога ќе дојдеш од досада, тогаш глупите игри чукаат кај тебе на врата. Затоа што досадата, ако ја видите оваа скала на емоции од филозофот Хабард, ќе видите, овие емоции жолтиве не ги гледате, знам затоа што скалата на емоции е малку подалеку, ама за тие кои што ме пратите долго време па ја знаете, оваа скала на емоции затоа што многу често ја зборувам, ќе видите дека има една емоција која што се вика досада. Сега над досада имат убави емоции, како што се развеселеност, силен интерес, ентузијазам, игри и така натаму. Ама под досада имате емоции како што се антагонизам, болка, лутина, непријателство, страв, загриженост, тага, жртва и така натаму. Затоа што гледате кога човекот го нема интересот кон целта, која што му е убава и која што му е па некогаш и тешка. Поради тоа што гледате, живот кој е убав живот за мене? Значаен живот што е? За мене значаен живот е живот кој што бара жртва од тебе. Ја така размислувам, ама се овој збор жртва не го мислам да си ти жртва у животот, него да дадеш жртва за да дојдеш до нешто што ти е важно. Значаен живот е живот кој што каде што имаш даден тип на жртва. А ако не дадаш жртва, тоа значи дека немаш цел која што е голема, вредна и која што ќе ти го олесни времето, затоа што колку е потешка целта, времето е полесно. Колку е полесна или беззначајна целта, толку времето е потешко. Тогаш и мислите стануваат потешки. Гледате, мислите стануваат потешки. Зошто? Поради тоа што гледате, да ви објаснам една работа. Кога ти одиш кон остварување на некоја цел, ти буткаш да стигнеш до таа цел. Така, даваш жртва. Кога даваш жртва, а што е жртва? Денеска да не излезеш на 3 кафиња со другари со бош муабети. Да не отидеш по втор пат некаде у шопинг, затоа што не ти треба ништо. Да не се шлаеш во текот на денот на социјални медиуми, затоа што немаш што ново да видиш. И така, иако има на социјалните медиуми секојаш ново да видиш. Ама знаете што? Жртвата што прави? Жртвата која даваме жртвата, фактички го правиме времето ефикасно. Ако не ја дадеме жртвата, го правиме времето неефикасно. А времето е неефикасно кога имаме незначајна цел. Времето е неефикасно кога или немаме цел, или кога имаме беззначајна цел. Времето е ефикасно кога имаш значајна, голема цел, што значи буткаш за да стигнеш до таа цел, а кога буткаш и креираш енергија за да стигнеш до таа цел, ти правиш еден тип на енергетско поле околу тебе, затоа што си напоен со енергија и не може да ти дојде негативна мисла. Ама ти, ако ништо не правиш, и ако не креираш енергија за да стигнеш до целта, поради тоа што не ја креираш енергијата, негативните мисли почнуваат да те напаѓаат, затоа што ја немаш таа обвивка на позитивна енергија, тоест сила, која што ти ја креираш за да стигнеш до некоја значајна цел. Кога човекот почнува да има беззначајни цели, беззначајната цел е на граница со глупите игри. Беззначајната цел е на граница со глупите игри. Сега, утре ќе зборам многу повеќе на овие теми, нема време да навлегувам у свето тоа, утре ќе биде мал сегмент, малку подлабоко размислување од ова се што го зборувам, но како и да е, гледайте, ако вие градите некоја енергија за стигнете до некоја значајна цел, вие давате жртва. Кога даваш жртва, ги контролираш негативните мисли. Размислете за ова. Гледайте, имате некое дете, ајде да речеме некое дете кое што е пливач, кое што станува сабајле у 6 саат, не му си иде на тренинг, зимно време, декември, студ, ону јакни со капа иде да плива. Океј. Тоа дете нема позитивни мисли затоа што му доаѓа неволност, неубаво чувство, свика дај да поспијам. Он страда од тие негативни мисли. Гледате, тие негативни мисли се многу подобри отколку некое дете што нема што да прави цел ден и неговата негативна мисла е зошто девојката уште го ставила на син, а 2 сата поминале. Зашто другариве сите излегле, а него не му се јавиле. Гледа, овој дете што тренира 2 пати на ден и иде на пливање, тој нема време да размишља дали другариве му се јавили или не, зашто он
Како и да е, нема да излезе со нив на тоа непотребното кафе. И се гледате, он има друг тип на негативни мисли, поради тоа што нема време за се. Гледате, он нема време. Зашто? Ја дава жртвата. И кога човекот ќе ја даде жртвата, он креира многу енергија и креира заштита. Реката, зашто е јака? Затоа што има корито. Коритото ја штити реката од ѓубре да не влезе во неа. Сега, кога човекот го има тоа корито, он ја дал жртвата, вика, не можам да бидам порано, моите ќе ми рече, абе, сине, диското нема да ти избега. Јас ке мислев, диското ќе ми избега. Другариве нема да ти избегаат. Не разберав што ми зборя, затоа што знаете, денеска луѓето сакаат да бидат сегде. Ама тој што е сегде е нигде. Сега, ти кога ќе даеш жртвата, ти уствари немаш до толку многу негативни мисли. Имаш мисли на, абе, требаше да излезам, абе, другиве се забавлjaат, ти не се забавljаш, ама луѓе, добро е кога ги имате тие мисли. Проблемот е, кога човекот нема цел и кога има неважна цел, на него мислата е зашто ноктот му е рапав. Зашто теглата ајвар е стегната толку многу. Он од тоа ќе направи проблем, он од тоа ќе направи игра. Он од тоа ќе направи игра. Да ви дадам еден цитат од филозофот Хабард, вели, животот, се извинувам, човекот или било која жива форма во овој универзум изгледа дека ги сака проблемите. Еден проблем е поважен од кога слободата. Проблемот го држи интересот. Кога човек има проблем кој што многу целосно го има тој проблем и не може да го реши, тој навистина има премалку проблеми. Му треба повеќе. Но гледайте се што се случува. Кога вие ќе смените играта и кога ќе најдете значајна игра, тогаш имате проблеми кои што ги сакате. Кога имате незначајна игра и немате игра, имате проблеми кои што не ги сакате. Сега секој човек мора да одлучи како да ги контролира мислите. Дај жртва на непотребните акции. Зашто? Поради тоа што една работа, за да немате негативни мисли, мора да имате енергија. Кој има повеќе негативни мисли? Помлади деца или постари луѓе? Што мислите? Одговорете. Кој има повеќе негативни мисли? Помлади деца или постари луѓе? Чекам одговор. Касното одговориве, така да ќе направам пауза. Ама сакам да видам ваше размислување. Кој има повеќе негативни мисли? Помлади деца или постари луѓе? Кој повеќе прави overthinking? Помлади деца или постари луѓе? Кој има повеќе загриженост? Помлади или постари? Раде Аневска, така е, постари. Р. Филиповска, помлади деца. Ја мислам дека се сепак постари. Постари. Да. Постари. Сега, зошто? Затоа што гледај, младите луѓе имаат повеќе енергија. Младите луѓе имаат повеќе енергија. И таа енергија им прави да не размислуваат премногу. Затоа што имаат енергија. Што е самодоверба? Квантитет на енергија. Зошто? Поради тоа што квантитетот на енергија е еден тип на ваш ресурс. И тој квантитет на енергија, кој што го имате како ресурс кај вас, тој не ви дава overthinking и не ви дава негативни мисли. Но што се случува кога животот продолжува? Животот си го зима данокот како оди и постарите луѓе, поради тоа што имаат повеќе насобрано, да не се враќам сега да зборам за како умот функционира и така натаму, помалку енергија кој има, помлади или постари? Постари помалку енергија имаат, поради тоа што животот им ја зима. Сега што се случува? Они ќе размислуваат многу повеќе, ќе бидат многу повеќе загрижени, ќе бидат многу повеќе предпазливи. Зошто? Поради тоа што недостатокот на енергија е заменет со overthinking. Гледате, мислите доаѓаат во момент кога човекот ја нема енергијата. Зошто на луѓето им сугерирам секогаш да идат на фитнес, да работат нешто со телото, да идат у теретана? Зашто? Поради тоа што креирате енергија. И првото нешто што ќе го осетите, ќе видите дека мислите ќе ви бидат помалку негативни. Зошто? Затоа што квантитетот на енергија во вашето тело е зголемен. Но исто така добивате позитивна емоција и енергија кога одите кон целта
и идете во освојување на таа цел, затоа што ја градите енергија. Си викаш, морам да дојам до таа цел, ама што ти треба? Ти треба енергија за да дојдеш до таа цел. И ти ја создаваш енергијата, ја ствараш енергијата. Енергијата која ја ствараш на патот кон целта прави да немаш негативни мисли и прави да немаш негативни игри. Но ако ти ништо не правиш, ако немате со сопругот цел, ако немате фамилиарна цел, ќе седат ништо не прават по цел ден. Па како и на децата да не им биде интересен телефонот ако не ги изиграте? Ако не им го дадете и вие примерот, ако не им речете, ајде дојди за да направиме нешто, за да правиме некој тип на активност. Знаете што сум приметил? Деца многу често сакаат друштвени игри, сакаат некој тип на, не знам, тип на игри кои што ќе ги измислат повозрастните. Они ќе се вклучат. Ако се малку мрчатори, знаете, тоа као за нив не е достојно, тоа е глупо, или младеве го викаат кринч, као демек језиво ти е глупо, те срами. Да тоа име на нив така. Ама ако продолжиш ти и те видат дека ти имаш таа детска енергија да играш, дете во влага у таа игра. Ама поентата е да се врати детскиот дух, ама детскиот дух е игрив дух. Он не е загрижен дух. Он е игрив дух. Океј, се изгаси едниот од... Океј, мислам дека сега ме слушате. Ме слушате ли на Facebook? Да, се исклучи микрофонот, точно е, ама сега ме слушате. Сега знам дека ме слушате. Океј, мислам дека Facebook се слуша, така? Снема тон, ама сега мислам дека го има, не? Океј, да, добро. Сега океј. Гледайте, кога вие ќе направите играта у фамилијата, дури и некои тинеџери, кои што се, знаете, тинеџерите не ви обраќаат внимание, они се со свој филм, и они ќе влезат во таа игра, која што ти ќе ја искрираш ако сакаш да ја играш. Ама ако ти не правиш ништо и немате игра и немате цел, станува досадно за сите. И тогаш немаш контрола врз релацијата, немаш контрола врз што се случува во пример во фамилијата, не? Ама ако отидете некаде заедно и речете ај ќе играме карти, ај ќе играме макао, ај ќе играме ова, ај ќе играме ова, ај ќе играме брзо зборка, ај ќе имаме што и да играте. Прво не им се игра. Ама после ќе сватат дека е интересно, затоа што и они сакаат да играат, ама можеби ние ја немаме таа игривост и дух на игра за да ги заиграме и нив. Ете, ама кога ги има тие убави идеи, кога имаме таа игривост и кога имаме даден тип на баш е игра, тогаш многу убава сплотена енергија има и цела фамилија. Истото е на работа. Ако имаме некој тип на игра, ќе го постигнеме ова, ама ако го постигнете тоа, добивате награда таква, добивате ова. Не даваме акцент на казна, него даваме акцент на што ќе добиеш од играва. Секој сака да ја игра таа игра. Затоа што е убаво. Сега да се вратам на мојот омилен цитат од филозофот Хабард, вели: колку посериозно и придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш. Колку посериозно и придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш. Треба да сме несериозно одговорни, затоа што на несериозниот одговорен начин времето го контролираме поубаво. Повоздушести сме. Ете, не сме сериозни, зашто сериозноста е тежина. Сега, ако имаш ти некоја убава цел и преку игрива енергија дојдеш до таа цел, тоа е поентата. Тука функционира животот, поради тоа што е игра, е забава. Исто како што сме се преправале, кога сме играле, сме зимале некои улоги, ама ти знаеш дека си улога. Сега, тоа преправање исто така многу важно. Преправај се дека играш и ќе видиш дека не можеш да погоди нештото. Затоа што ние кога ќе земеме идентитет, порано сте виделе, сте играле, можеби, знам, сестра ми си играше со кукли, па она ќе влезе идентитет на една кукла, па друга кукла, па Локици игра, имаше игра Локици, порано Локици беа популарни, ќе пуштеше некоја песна, па ќе направат кореографија, па Локици игра, знаете? Сето тоа беше интересно, затоа што они мислат дека се ова или она, некој тип на игри. Ти кога ќе влезеш у некој тип на игра и знаеш дека ја играш како игра, ти не можеш да бидеш повреден од неа. Ама ти се влегол у животот, кој што игра.
фамилија, работа, сериозно, све сериозно е сега. Па како нема да страдаш ако ја земеш како сериозна? Затоа што ако ја земеш како сериозно, викаш ова не е игра. И затоа те победува тебе. Затоа што ја земаш премногу сериозно. Ама тоа не значи да не си одговорен. Пак ќе кажам, несериозен, ама одговорен, затоа што одговорноста значи да имаме обзир кон другите луѓе, да си ги постигнеме целите, да направиме нешто конструктивно и креативно. Ама не пресериозно, затоа што тогаш ти си вплеткан у играта и играта ти игра тебе. Тогаш животот тебе те живее. Еден мој пријател каже еден многу убав пример. Вели, мувата кога ќе влезе у пајажина, она се вплеткува кога ќе почне да прета. И сега ти кога ќе влезеш во играта и почнуваш да преташ, играта веќе те обземала и ти не ни мислиш дека е игра, затоа што мислиш дека имаш многу сериозен проблем. Многу е сериозен проблем. И колку е посериозно, поголем е проблем. Што се виделе сериозни луѓе, тој само проблеми креира. Сериозен човек само проблеми ги прави. Ама несериозно одговорен човек не гледа проблеми, тој бара решенија. И затоа е многу убаво човекот да свати дека он може да влезе во духот на играта, он да свати дека ова е игра. Ова е игра, ја играм. И кога ќе влезе со таа идеја играм, затоа што сум играч и играм, на работа е една игра, дома е друга игра, со пријателиве е трета игра, ама игра, он не страда од релациите кои што се во тие игри, затоа што знае дека игра. Не ме повредаш мене, човек, играме. Така кога ќе излюби баскет, сервис, окей, има нови бољи пат, ама не страдаш премногу, може малку си нервозен, ама чекаш за нареден пат. И толку е. Се изгубила, ама зашто? Затоа што ти знаеш дека ти не си играта. Играта си и ти. Ти своеволно си во таа игра. Сега исто е во животот. Ако ти речеш, окей, добро, денеска си изгубил, не ти се јавил клиентот кој што си требал да го бараш, шефот ти се скарал, ама знаеш дека су игра, викаш, утре е нареден ден, бољи пат. Утре доаѓам пак да играм. Окей, искомуницирај. Ама он исто игра која што не знае дека он ти си изнавикал денеска. Јут ти бил, сериозен ти бил, ти искарал. И тоа е игра која што не знае дека е игра. И он е многу сериозен. Ама сега ти ако не го препознаеш тоа, дека он е уплеткан у неговата игра, тогаш ти ќе се уплеткаш у неговата игра затоа што ќе земеш сериозноста негова, како леле, ова е опасна игра, и почнуваш да губиш, поради тоа што не сваќаш дека чекај, тоа е само сериозен. Сериозниот човек е премногу уплеткан, он е како мувава, он е уплеткан толку многу у неговата игра, да он не гледа дека ова е игра, играш, ова е игра, ама ти си тука. И сега ти си дел од играта по своја волја. Луѓе, што ќе правиме ако немаме игра? Досадно ќе ни биде. Затоа влагаме во игра, за да играме. Што ќе правиш? Мораш да играш, живот е. И тоа е поентата, да го искусиме тој убав момент од животот, затоа што стварно е игра и затоа што се забавуваме и забавувајќи се, фактички го контролираме животот. При тоа што мора да имаш малку забава. И ако ја немаш забавата е проблем. Сега, ако ја немаш забавата проблем, ако имаш забава, имаш контрол. Утре ќе имаме убава забава. А тоа е во хотел Карпош. Така да ве чекам 19 часот во хотел Карпош, кај што ќе дадам многу убави податоци, многу различни теми. И се надевам дека ќе ве видам таму. Многу од вас ми се јавивте, има уште место, слободно може да дојдете. Така да се гледам утре во 19 часот хотел Карпош, а се гледам во петок на лајф. Чао! Поздрав!